вес, почитувани сограѓани, заедно со нашите се уште пресни сеќавања се само дел од сведоштвата за тој студен 26 февруари кој донесе студ во срцата на голем број луѓе. 7 години од тој ден ние струмичени и граѓаните на Македонија стоиме простум со тага и почит, но со гордост дека токму тој Борис Трајковски беше нас современик, роднина и пријател, нас сограѓанин и председател. Велат дека времето е лек за сите рани, но раната наречена Борис Трајковски се чини дека вечно ќе трае, неизлечена во душата на секој што ја љуби Македонија. Само гордоста за Борис е мелем за таа рана. Болката можеби нема да го има интензитетот од пред 7 години, но лузната ќе остана за век и веков. Ако го зборуваме за председател Борис Трајковски, не смееме да ги забораваме човечките доблести кои го красеа неговиот лик, доблести кои го правеа единствен, препознатлив. Трајковски беше човек од народот и човек за народот. Беше природен, без да сака да изиграва големец кој е тешко достапен за обичниот граѓанин. Беше секогаш насмејан и приемемчив, но и човек кој тешко ги поднесуваше строго определените правила за почитување на некакви протоколарни редови. Беше човек кој знаеше да љуби се што е позитивно. Силно ја сакаше својата струмица. Беше горд што е македонец, но повеќе од се беше верник, поклонник на Севишниот Господ Бог. Тој знаеше да каже: никогаш не сонував дека ќе станам председател, но верувам дека за тоа бев избран од Бога. На таа висока функција шеф на државата беше наименуван на 15 декември 1999 година во свечена собраниска сала пред семејството, пријателите, членовите на собранието, членовите на дипломатскиот кор и пред свештенството. Борис Трајковски, вториот председател на Република Македонија, сериозно се зафати со уврските кои стана негова должност, согласно добиената висока државничка функција. Иако јавноста на различни начини коментираше неговата работа, факт е дека Борис Трајковски работеше со честни намери да и помогне на Република Македонија и на незините граѓани. Тоа тој го правеше со нагласна енергија, верба во успех и со многу љубов. Остана верен на својот препознатлив стил, со кој манифестираше ветрина, топлина, срдечност и безпрекорна ширина во своите погледи и ставови. Без разлика дали се стрекаваше со високи државници широм светските меридијани или со обичните граѓани из македонските градови и села, Борис Трајковски остануваше секогаш Борис Трајковски.